За да може да решаваме задачи во C++, ни треба некоја интегрирана околина за програмирање. Ние ќе ја користиме CodeBlocks. За да спуштиме CodeBlocks, одиме на нивната страна codeblocks.org, одиме во Downloads, Download the binary release. И сега од овие понудени ја бараме верзијата со MinGW. MinGW е компајлерот. Нас ни треба CodeBlocks со вграден компајлер, за да можеме целиот процес да го завршиме со истата програма. Значи да имаме едитор, да имаме и компајлер и да може од изворен да претвориме во извршен код. Ја спуштаме оваа верзија со MinGW. Еве веќе е почнат download, ќе треба да почекаме малку. Брзо оди. Во меѓувреме да ви кажам што е CodeBlocks и зошто го користиме. CodeBlocks е бесплатна интегрирана околина за програмирање, значи содржи се што ни треба за да напишеме во едитор изворен код, имаме можност да го компајлираме и да го извршиме и да добиеме извршен код. Значи компајлерот го преведува нашиот изворен код на машински јазик и потоа може да се изврши независно од CodeBlocks, добиваме извршена верзија. CodeBlocks се користи исто така и на надпреварите по информатика и затоа го избираме, не е тоа единствена интегрирана околина за програмирање во C++, но вообичаено се користи кај нас во училиштата, на факултетите, на надпреварите и затоа избираме да го користиме CodeBlocks. Еве го спуштаме. Уште малку имаме за да ви го покажам целиот процес на инсталација. Ете, ајде сега да го инсталираме. Одиме овде Next. Добро. Agree. Default, веќе вообичаената инсталација ја бирам, не менувам ништо. Install. И еве се инсталира CodeBlocks. Брзо оди овој процес и многу едноставно. Уште малку.
Ето, дојдовме до крај на инсталацијата. Дали сакаме да го стартуваме? Сакаме. Сега ми вика зошто ми вика can't find compiler. Ајде да видиме зошто ми даде ваков проблем. Одам во settings, compiler. Да проверам зошто ми вика така. Еве вика овде GNU C++ compiler. Ајде reset defaults ќе одам да видиме дали ова ќе го поправи. Auto detected. Добро, ајде да видиме, би требало да работи затоа што спуштивме верзија со MinGW. Create a new project. Овде бираме console application. Go. Next. Имаме овде избор меѓу C и C++. Нас ни треба C++ и затоа го бирам него. Project title. Ќе ставам некое име. Еве, нека е прва, вака, Intern 1, пример, црта 1. Внимавајте да ги пишувате имињата на програмите латиница и без празни места. Овде бирате каде, во кој фолдер сакате да ви бидат задачите снимени. Кај мене е одбрана, еве на диск D, веќе се ставени во ова задачи C++, вие можете да си одберите по ваше. Важно е овде да не оставите празно, туку да одберите фолдер каде што ќе одат задачите за да може тие да ви работат. Next, finish. Лево добивам овде projects, sources папка. Лево од sources има малечко плусче. Кога ќе притиснам на него, ми се појавува main.cpp. Со двоен клик ја отворам main.cpp. Еве го првото примерче што го има во сите програми и тоа да видиме што прави ако го извршиме. Имаме овде build and run опција. Еве овде ова жолто запчаниче и play, build and run, можам овде директно притискам. И еве ми се изврши на екран, ми се напиша порака Hello World. Ова Hello World е програмерска традиција. Во сите почетни примерчиња се печати ова порак. Ова е стара традиција уште од 1978 година во книга за C програмски јазик. Прв пат е искористен овој пример и од тогаш во секој нов програмски јазик што го учите, првото примерче е Hello World. Еве го овде, ја испечативме пораката Hello World и со тоа успешно ја извршивме оваа задача. За да